Темата ја продолжуваме со разговор во студиото. Добар ден и добре дојде за Радмила Пешева, директорка на јавното предпријатие Лајка. Како сте? За поканата, добар ден и за вашите гледачи. Внимателно ги слушнавме претходните прилози, би сакала веднаш да се надоврземе покрај тоа што слушнавме дека е потребно системско решение. Многу пати слушнавме и потребно е згрижување на бездомните кучиња, но дали тоа е вистинското решение? Најверојатно најпрво треба да го детектираме проблемот, па потоа да разговараме за евентуално згрижување. Па, за жал, некако во прилозите беше кажано дека згрижувањето на кучињата ќе го реши проблемот. За жал, тоа нема да го реши и мислам дека тука убаво во оваа емисија која што регионално се гледа, малку да разбиеме таа илузија. Во Скопје, а и во Македонија, еве примерите беа од Куманово и така натаму, има премногу бездомни кучиња. Бездомните кучиња се резултат на неодговорното чување куќа од страна на луѓето, од домаќинствата, од неодговорните сопственици. Многу лесно куќето завршува на улица и после тоа куќе скитник, бездомно, со најпогрдни зборови, меѓутоа тоа не барало да биде на улица, едноставно понатаму се размислува за негово решение, а еве веќе 30 и кусур години како сме независна земја, никој не размислува за решение како да се спасиме од неодговорните сопственици. Нив никој не ги спомнува, упорно се спомнуваат кучињата скитници. Така што тапкаме во место по ова прашање. Јас ќе се задржам на Скопје, апропо стационирањето на кучиња. Грубо се пресметува дека во Скопје има некаде околу 6000 кучиња. Со се приградските населби можеби има и повеќе. Невозможно е вие да одржувате прифатилиште со толку многу кучиња, пред се тоа е самото неодржливо, затоа што тоа ќе чини не многу пари, туку енормно многу пари. Земете само градското прифатилиште Лајка за обртот кој што го прави со кучиња, значи сообраќајот и стационирани кучиња колку има во моментот, кој што не се ни приближно до таа бројка, колку многу го чини градскиот буџет, а камоли да зборуваме за 6000 кучиња. Понатаму, во ситуација кога овој проблем не ни е решен, кога никој не ги гони неодговорните сопственици, ние, еве да кажеме и хипотетички, да ги прибереме сите 6000 кучиња, во следната година ќе имаме уште половина. Понатаму, што ќе правиме со тие кучиња? И друго е што не граѓаните можеби очекуваат дека некој треба во општината или јавното предпријатие да прави ерадикација и истребување на кучињата. Ние тоа не го правиме. Работиме по програма која што е дадена во Законот за благосостојба на животните и едноставно кучињата се жртва на нашето неодговорно однесување, меѓутоа се жртва и луѓето. Како што гледаме, има каснување, со каснувањата следат и одштети, се трошат јавни пари, тоа не се само пари на градот Скопје, тоа се јавни пари, мои, ваши, кои што можат за некои покорисни работи да бидат искористени. И генерално сите сме засегнати. И бидејќи го споменавте законот, целта на надлежните е со поголеми контроли да се работи на намалување на бројот на бездомните кучиња. Македонија со законски измени ќе го решава овој горлив проблем со кој се соочува години наназад, па би сакала да ве прашам докаде е законот за заштита и благосостојба на животните, чија што цел пред се е земјава да нема бездомни кучиња. Дали ќе успееме да го постигнеме тоа доколку најпрво донесеме нов закон? Па дали ќе се работи само, ние секако бараме подобрувања, не само на тој закон, туку на повеќе закони кои што го допираат ова прашање. Пред се бараме напуштањето на куќа исто така да влезе и во кривичниот закон, да биде кривично дело. Бараме казните да бидат повисоки, затоа што начинот на кој што надлежните институции го третираат овој проблем е несериозен. Да кажеме, ниту МВР, ниту Агенцијата за храна и ветеринарство не се зафаќаат сериозно. Дали немаат доволно луѓе, веројатно си имаат нивни причини зошто е ова некако маргинализирано прашање. Меѓутоа, ние имаме безброј решенија за подобрување на законот и пред се за подобрување на механизмите за контрола. Затоа што сега некако сите
се изземаат од ингеренции. Општините сметаат дека тука имаме сега јавно предпријатие кој што ќе ни ги реши проблемот. Судот исто така мисли кога досудува суми за одштета дека ние сме солидарно, нели, одговорни, исплаќаме со градот Скопје и некако удираат по самарот место да удираат сите по... И практично со новите законски решенија би требало да се знае кој каква надлежност ќе има, кој какви ингеренции ќе има, за да може, нели, да се воспостави таа контрола. Треба да се, веројатно, да се дадат поголеми ингеренции на општините, затоа што на крај на крштата тие го плаќаат данокот на проблемот, затоа што нив ги тужат граѓаните. Многу поголеми контроли, кучињата мора да им бидат на граѓаните регистрирани. И еве јас овдека сега, можеби некој ќе гледа оваа наша емисија, упатувам еден апел до владата, до сите оние кои што може да донесат во состојба ваква одлука. Значи, основно е кај нас да се плаќа данок на некастрирано и нестерилизирано куче. Прво тоа ќе изфилтрира, да кажеме, кој колку кучиња ќе чува, доколку сака да се бави со трговија, и тој данок секаде во Европа е прилично висок. Така што подобро ќе влезе во културата на чување на куче да го стерилизираме и кастрираме миленикот, затоа што во спротивно, доколку миленикот ви создаде легла, вие ако делувате по закон, секој кутренце од тоа легло треба да го регистрирате во информативниот ветеринарен систем и ќе треба да платите данок во секоја нормална држава за секое куче што го имате. И затоа луѓето на запад не произведуваат кучиња, едноставно не им се исплати затоа што ги почитуваат законите. Кај нас никој не ги почитува законите и имаме и благосостојбена катастрофа од аспекта, нели, да благосостојбата кучињата, и имаме безбедносна, една непријатна ситуација каде што многу луѓе нели настрадуваат. Меѓутоа се отвараат и можности за злоупотреба на оваа ситуација, и такви се безброј злоупотреби. Прво затоа што забележа во вашиот прилог, жена раскажа граѓанка на Куманово дека била каснато од куче, и убаво на прашањето на новинарот дали било скитник, рече не знам. Тоа се случува и во Скопје. Никој не утврдува дали се работи за бездомно куче. Значи, може кучето во дента кога ве каснало да стане бездомно, или до вчера да имало дом, денес да завршило на улица, или неговите родители некој ги фрлил, па тоа се родило на улица. И тоа никој не го утврдува. Ме разбирате, многу често каснувањата се најчесто и во некакви малски улички, каде што на сите кучињата им се од двор пуштени надвор. И тоа куче по природа го брани дворот, го брани автомобилот на газдата, си ја брани портата, и нормално минувачи настрадуваат. Го споменавме на самиот почеток неодговорното сопствеништво и напуштањето на домашните миленици како еден од најголемите извори на бездомни кучиња. Согласно Законот за заштита и чување на домашни миленици, никој не смее да го напушти миленикот, а има податоци дека во 2019 година за прв пат била изречена казна од 500 евра за вакво дело. Кај нас? Дали има законски? Да, ја прочитав оваа информација. 500 евра не, тоа да не евентуално за правно лице. Јас не знам дека постои толку висока казна. Кај нас проблемот е дополнително е што и казните се исклучително многу мали, и што за напуштање на куче и дали воопшто има казнување? Официјални државни ветеринари, тоест инспектори, прво ви даваат едукација. Вторпат, ако го изгубите кучето, веројатно тогаш ве казнуваат, и таа казна, ако платите во рок од 7 дена, е помала, значи некаде 1000 денари ви е казна за куче да напуштите, па ќе го напуштите, што е проблем? Ќе платите 15 евра и ќе го напуштите кучето и никому не му е гајле, тоа куче станува проблем на град Скопје. Значи не е фер, целоснава ситуација буквално не е фер. Се прозива лајка, а лајка работи со полна паре, и лајка работи она за што е задолжена. И ние се трудиме еден куп кучиња сме тргнале од улица, трајно сме им нашле дом, сме им нашле добри убави семејства. Се трудиме да го
поттикнеме вдомувањето како еден од решавање начините да се решава комуналниот проблем и како еден начин да се покаже хуманост кон тие души, живи емотивни битија кои што знаете како куќето не Забадиела вела дека е најдобар пријател на човекот. Куќето сака покрај човек да живее. Значи секој куќе заслужува да има дом без оглед на тоа на која раса наликува, колку е големо, дали од улица или од стационар или некој не знам. Така што еве во овие минути кои што не ги давате, сакам да ги повикам граѓаните да ја разбудат хуманоста и да дадат шанса на некој бездомно кутре да може да си стекне семејство, ако планираат да добијат, да земат миленик, тоа да биде вдомено куќе. Да, а најчесто граѓаните кога станува збор за бездомните куќиња забораваат дека можат да дадат свој придонес да вдомат едно бездомно куќе и да му обезбедат соодветен живот и внимание, и најчесто говорат за нападите со кои што се соочуваат од бездомни куќиња, кое што всушност до некаде и секојдневие, затоа што и полициските билтени се полнат со вакви случаи, од кои само во Скопје се околу 600 годишно, што е висока бројка. Меѓутоа морам да истакнам дека според одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните, општините, мораме да ги споменеме како надлежни, имаат обврска да направат проценка на популацијата на куќиња. Заловувањето на куќињата е независно од проценката и треба да се одвива тековно во општините. Врз основа на оваа проценка тие треба да направат и план за контрола на популација на бездомните куќиња. Меѓутоа би сакала да ве прашам како вие како јавно предпријатие Лајка сте вклучени во соработката со општините, говориме за територијата на градот Скопје. Да, Лајка го прави тој план, таа програма каде што отприлика проценува куќињата, точно не може да се избројат колку куќиња има на територија на град Скопје. Ние даваме прецизни бројки колку ние сме истратирале. Соработката со општините за жал е слаба, затоа што ниедна од општините не ја доживува, не ја гледа својата улога во решавање на проблемот. Сметаа дека тоа е исклучителна наша задача, меѓутоа со еден куп активности може да помогна да се подигне, ако ништо друго, свеста кај граѓанинот или едукациски може да помогнат. Понатаму соработката со општините треба да се огледа во тоа, да се отчита во тоа што ние со општините на Советот е донесена таа одлука дека треба да примаме дотација, дека придонес од општината врз база на еден договор кој што го имаме склучено меѓу Лајка, градот Скопје и општините во градот Скопје, со кој што општините ќе не поддржат за услугата со 2 милиони денари, меѓутоа вистински партнер во ова имаме само во неколку општини во Скопје. Ниту нашата улога ја сваќаат сериозно, ниту проблемот, и тоа е исто голем проблем, што воопшто локалната самоуправа како размислува не гледа дека некако сите се губиме во ингеренциите, односно не овдека нема да зборам во прво лице еднина, затоа што ние множина, затоа што ние од Лајка многу добро знаеме каде сме во целава приказна и во целиот синџир на одговорности. Сите останати чинители се многу, да кажам, многу индолентен однос имаат со ова прашање и веќе е крајно време да го решиме проблемот, односно да се донесат некакви одлуки кои што можеби нема да бидат толку популарни за граѓаните. Знаете како која политичка партија ќе дојде, сите се плашат од некакви строги мерки, од не знам што, и некако проблемот се перпетуира еве со години. Меѓутоа казните и мерките се најдобар начин да се дојде до решавање на одредени проблеми и почитување на одредени правила за нормално функционирање на општеството. И сега би сакала малку да кажем и детали за тоа како се работи на терен. Заловувачки тим го заловува бездомното куќе кое ќе го сретне на реонот каде што се врши заловувањето, а кое го нема поминато хуманиот третман. И потоа повторно се пушта. Кои куќиња се оставаат на местата каде што се заловуваат по хуманиот третман, а кои куќиња се носат токму во јавното предпријатие Лајка. И веднаш се надополнува и прашањето дали вие како јавно предпријатие Лајка имате капацитет да ги третирате сите куќиња во главниот град? Добро што го поставивте ова прашање, затоа што се уште постои
недоразбирање кај граѓаните зошто некое куќе сме го вратиле на улица, сите сака да му дадеме шанса да се вдомува подолго, мисла дека кај нас се условите хотелски, дека е тоа добро за куќето, дека ќе му биде најдобро. Значи, ние пред се не можеме да ги задржиме сите куќиња. Програмата е масовна кастрација и стерилизација за да спречиме корпусот на куќиња на улица да се размножува. Затоа што, верувајте, женка која што се пари е една таква опасна ситуација. Тука куќето заборава и на пријателто едноставно биологија чиста кај нив. Може во радиус од 9 километри да собере куќиња. И така најчесто настануваат тие чопори кои што се во тој случај навистина агресивни. Така што гледаме да ги превенираме овие ситуации, да не се размножуваат нови куќиња од овие кои што се веќе на улица, и програмата залови, стерилизира и врати треба да се прави многу брзо, со голема брзина, што ние се трудиме да го направиме, за да што поголем број на куќиња на територијата на град Скопје бидат покриени со кастрација и стерилизација. Бидејќи овој третман подразбира, нели, и тест за социјализација, односно колку е куќето агресивно, колку не, сите овие куќиња го поменуваат тестот за социјализација и програмата налага да се врати на истата локација од каде што е земено куќето, затоа што во тој случај имаме контролирана состојба. Куќето ја знае околината куќето и тоа е таму мирно, не создава, не се бори повторно за изворна храна, не мора за својата територија да се бори со други куќиња, затоа што сите тие активности кучешки се непријатни и се толкуваат како агресија кај граѓаните кога куќињата се трудат да се разберат меѓу себе. Значи, ако куќето е здраво и добро и социјализирано, се враќа на улица, што повеќето случаи се. Многу мал процент куќиња се вистински агресивни. Тоа се тие куќиња кои што без никаков повод ве напаѓаат. Во принцип, скопските куќиња... И тие се најголемиот проблеми што во такви ситуации? Сега, тие куќиња кои што ние ги задржуваме се куќиња кои што немаат локација. Така. Куќиња кои што им починал сопственикот или од кои што сопствениците се откажале и ги напуштиле, не може да им се влезе во траг. Или куќиња кои што на улица каснале некого, се заловени по каснување или покажуваат нервоза и агресија на улица. Природно тоа куќе кај нас, ниедно од тие куќиња вистински не е агресивно, затоа што во интеракција со вработените, со негувателите, со сите наши гости, куќето се однесува нормално. Значи, куќето само не му соодветствува да биде на улица, или е преплашено, или нешто го предизвикува да реагира неубаво, или знаеме многу често дека куќињата реагираат на тркала, на точаци, на тротинети, на мопеди, реагира на тоа. Таквите куќиња ги чуваме кај нас до вдомување. Зошто велам до вдомување? Некој ќе рече зошто не ги еутаназирате ако се агресивни? Баш заради тоа, затоа што не се агресивни. Затоа што тоа е некаков тригер што на улица ги прави нервозни. Одбранбен механизам најверојатно. Точно, а од нашето искуство се покажало дека тие куќиња стануваат прекрасни миленици и дека всушност можеби на тој начин си го бараат својот човек, свој дом. Едноставно, некои или се докажуваат на тој начин кога ќе видат пријатели, или се предизвикани се во состојба да се бранат. Сакав да споменам, меѓутоа се префрлив на друго, кога спомнавте дека куќињата сепак прават штета и каснуваат и со пријавите во полиција. Прво ќе кажам дека секоја пријава во полиција, затоа што е пријава во полиција, не значи дека е веродостојна. Полицијата само прави записник, ја зима информацијата на пријавувачот дека е каснат за куќе. Меѓутоа, не истражува, ниту има тоа е само, како да ви кажам, еден записник. Во записникот вие не мора на полицајцот да му докажете дека сте каснати од бездомно куќе или дека сте каснати. Едноставно, само таа информација се носи во полиција, меѓутоа таа бројка ни случајното не се веродостојни бројки, затоа што сите ние ќе бидеме сведоци и ќе бидеме искасани од куќиња. Понатаму, мислам дека граѓаните треба малку сензитивност да покажат за ова прашање. Не сакам да кажам дека нема граѓани кои што не биле нападнати, кои што не ете така пострадале или им се случила непријатна случка. Меѓутоа, јас сум сведок како несензитивно се однесуваат на улица. Знаат непотребно да закачаат куќе, да предизвикаат куќе,
знаат непотребно премногу блиску со точак да поминат покрај куќето. И сметам дека треба малку да се сензитивизираме сите по ова прашање веќе кога го имаме проблемот пред се, за да можеме на себе да си помогнеме. Тоа јас на сите велосипедисти им велам, кога ќе видите дупка пред вас, одите во дупката на пат. Не, се симнувате и ја заобиколувате, или кола паркирана, возило паркирано кога ќе видите. Погрешно паркирано, што кај нас ги има на секој чекор. Да. Се симнувате од точакот и ќе го спроведете 2 метра понатаму и се качувате пак. Така мислам дека треба малку повеќе сензитивност за да се помогнеме пред се за своја безбедност, а понатаму и за кучињата. И друго, секогаш се сомнителни овие луѓе, барем мене ми се сомнителни, ние веќе се претворивме во детективи, затоа што имаме толку сме преплавени со кучиња за каснување. Куќа каснат, човек каснат за рака. Значи, на некој начин тоа се алудира на тоа дека вие сте го чепкале куќето. Не ги чепкајте кучињата, ако не можете да им помогнете, подобро оставете ги на мира и тоа е тоа. Ако има агресивно куќе, ако има куќе кое прави непријатности, ние сме тука отворени, ќе го згрижиме тоа куќе. Можат да пријават секако, да, можат преку нашата. Така е, можат преку нашата веб страница да пратат, да пријават куќе. Има се отвара формулар за пријава, кој што е линкуван веднаш испраќа мејл кај нас. Или на мејлот info@majmuncelajka.com.mk. Препорачуваме тоа да биде електронски, затоа што во тој случај можат и слика од куќето да пратат, можат локација прецизна да пратат, отколку телефонски. Да добиете повеќе информации за да можете секако да го лоцирате. А ние постапуваме веднаш во рок од 24 часа, веќе следниот ден екипите одат на терен. Сега колку успеваат истото куќе да го најдат, ако има прецизен опис го наоѓаат, ако нема прецизен опис повторно изработуваме налог по неколку пати, меѓутоа имаме 100%, како би се рекло, 100% постапување по налози. Сосема на крајот од разговорот, само накратко уште еднаш би сакала да апелираме и за одговорно сопствеништво, но и за хуманост кај луѓето, да вдомат миленик, да се информираат за се што е потребно да го направат тоа кај вас во јавното претпријатие Лајка и секако да помогнат на некое куче кое што нема дом да биде згрижено и конечно да има своји пријатели, а тој да им возврати како еден од најголемите пријатели на човекот. Па вие супер завршница кажавте на овој наш разговор, значи тоа е тоа. Доколку сакаат миленик да вдомат, доколку имаат миленик, ние ги охрабруваме да не создаваат легла, затоа што на толку бездомни кучиња на улица навистина е неодговорно да се раѓаат нови кучиња. Ја од искуство знаеме дека секое семејство со расно куче како мала фабрика. И навистина апелираме до малку совесност на граѓаните и да го разберат проблемот дека потекнува од нас самите и само со наша корекција ќе може и да се реши. Ви благодарам многу на гостувањето, ми беше задоволство и се надевам многу полесно ќе се соочувате со проблемите на терен и ќе им помогнете на што е можно повеќе бездомни кучиња да имаат убав живот, конечно покрај луѓето. Ви благодарам што ја актуализирате оваа тема.